Со секоја нова сторија и обелоденување на детали поврзани со скандалот на клиниката за онкологија, расте гневот кај граѓаните, кои сакаат точно да се знае кој се е вмешан во последната голема афера во македонското здравство. Неделникот Фокус и порталот Фокус подолг период алармира, предупредува за малверзациите, за се она што се случува на клиниката на онкологија. Во ово издание на Трилинг гостин е авторката на низата текстови Ирена Мулачка. Мулачка, ќе се детектирали кој е главниот злосторник во ово грозоморно дело? Значи, кај нас јас се надевам искрено дека ќе има било каква разврска, затоа што на некој начин на тоа ќе им даде зрак надеж на сите пациенти кои нели боледуваат од таа страшна и тешка болест, да се разоткрие што се случувало на клиниката години наназад. Посебно голем проблем е таа нели биолошка скапа терапија. Ние како новинари наше да алармираме со сите податоци, информации и материјали со кои располагаме, нели да го отвориме, го отворив јас лично овој случај, сметајќи дека на тој начин ќе придонесам некој од надлежните институции да реагира, иако не верував дека тоа ќе се случи. За мене беше голем шок, претпоставувам и за граѓаните, посебно кога упадна полиција и обвинителство на клиниката за онкологија, затоа што прв пат се случува нели полиција да влезе во толков број на една клиника, да одземе материјали, медицински истории на пациенти, со оглед на тоа што тука години и години наназад се правеле фиктивни истории, се злоупотребувале пациенти кои нели починале, а се водат се уште во системот. Се пациенти кои не биле уопште онколошки пациенти, исто така се водат како онколошки пациенти, така да мислам дека јавно обвинителство има доста работа, дека има многу истории кои треба да се прочешлаат и да се истражат, дека не се решава тоа случај за 24 сати и за 10 дена, мислам дека ќе потрае, но сепак се надевам дека на крај вистинските виновници ќе им се знаат имињата и презимењата. Во овој здравствен скандал мешани се поранишни директори, лекари, медицински сестри, шофери. Меѓу другото, и ти си била, колку што знам, повикана во обвинителството да дадеш исказ. Докторот Драган Даниловски, деновиве изјави, односно напиша, ако во 2019 година е набавена биолошка терапија за болните од малигни заболувања, смртноста во 2020 и 2021 година би требало значително да паѓа. Зошто смртноста од рак расте? Оваа негова дилема остава сомнеш дека сепак ова што вие подолг период како медиум го пишувате, коинцидира и со неговите сомнеши. Па добро, сосема различни работите се тука. Значи, во овој скандал со онкологија се вмешани од здравствени работници до секретарки, благајници, чувари. Така да јас пак ќе кажам, се надевам со оглед на тоа колку јас нели имам информации дека ова нема да се заташка, дека нема да заврши во некоја фиока, дека обвинителство и МВР им должат на пациентите, најтешко болните пациенти, им должат разоткривање на овој скандал и разоткривање на вистинските виновници, со оглед на тоа што ние не можеме да речеме дека нели сите лекари на клиниката тама работа, значи многу чесни лекари има на таа клиника, исто така многу чесен медицински персонал има на клиниката, но за тоа и да биде тргната дамката од самата клиника, мислам дека конечно и редно време е да се разреши кој го правил тоа, зошто го правил, што се случувало, колку пари се во прашање и лицето на главните виновници да излезе во јавност. Следите Трилинг од ова издание на ТВ магазинот, воведуваме рубрика Гостин водител, токму во првото премиерно издание на Трилинг од новиот циклус на ТВ магазинот. Ирена Мулачка ќе биде водител на незината гостинка. Може и да ја представиме гостинката со која ќе разговараш? Да, значи станува збор за онколошки пациент Александра Величковска, која веќе неколку години се бори со подмолната болест рак на дојка. Канцер на дојка, C50 ми е. Александра, може да ни кажеш со какви предизвици се соочи кога ја дозна првично дијагнозата? Мојата борба започна од минатата година, негде ова време.
7-9 беше, убаво се сеќавам на датумот, нели, кога ми беше диагностициран канцер на дојка. Во моментот кога ви се соопштува диагнозата, се соочувате со страв од непознато, некој чуден бес во себе, затоа што сте премногу млад, да се соочите со нешто кој што значи комплетно испишување на нова страница во животот. Не знаете што ве чека, нели, како што кажав, но така требало да биде. Се соочувате. Првиот ден, веќе вториот ден, патешествието започнува. Како вие, еве, оваа година време, што се поминавте низ ходниците на клиниката за онкологија со оглед на тоа што откако ќе се дознае нели диагнозата, самиот пациент после тој пат го поминува на онколошката клиника, каде почнува целото патешествие? Првично, нели, мора прво да се отстрани, ако може да се отстрани, нели оперативниот дел се завршува. 2 недели по оперативниот дел морате да се пријавите на онколошката клиника, каде што избирате кај кој онколог ќе пристапите да ве води и сето тоа се започнува. Започнуваме, кај мене во случајов беше и кај сите е претежно така, нели, првично се прави 8 сесии на хемотерапија, потоа се посебно за ова го напоменувам за C50 за канцер на дојка, бидејќи нели за себе треба да зборувам. 8 сесии на на хемотерапија и 15 последователни сесии зрачна терапија. Тука не завршува лечењето, значи потоа се продолжува со таблетарна терапија или како јас во комбинација со Золадекс инекциите кои што се хормонална терапија, нели, во согласност со потребите кои што ги има, односно во согласност со она што го бара онкологот од вас како да следи лечењето. Значи вака вие имавте можност година време да ги поминете и јас викам преорате ходниците на онкологија. Тоа е една клиника на која се лекуваат најтешко болните пациенти и доволно е само нели психичката состојба еден пациент да знае од која болест боледува. Со оглед на тоа што веќе имате нели да речеме такво и лошо искуство, со каков третман се соочивте на клиниката? Вака сега јас би напоменала од старт, јас бидејќи не ја примам таа биолошка терапија за која што нели овие 3 недели се зборува, не ја примав. Ја примав онаа класичната терапија. Кај мене не се случи да имам отстапување од периодот на примање на терапијата. Значи хемотерапијата се прима на 21 ден, по завршување последователно 15 дена со зрачна терапија се продолжува и повторно еднаш месечно инекции и се останато. Јас до сега не најдов на проблем да се јави недостаток или да јас отскокнам терапија поради тоа што истата е недостапна во моментот. Меѓутоа тоа не значи дека истото го поминуваат сите пациенти. Еве вие например многу пати сигурно сте се сретнале со секако. Исто други разменуваме пациенти, разменувате информации. Секако. Каков е нивниот еве од тоа се што нели комуницирате меѓусебно? Какви се нивните искуства? Има многу негативни искуства. Да се враќаат пациенти по 3 до 4 недели, значи каде што станува збор за животозагрозувачка состојба и нема простор за толку која е отстапки. причината например што ги враќаат пациентите? Тврдат дека им е најавено дека не е достапно во моментот, не е достапен тој лек во моментот. Дојдете следната недела, дојдете следната среда, вторник, сеедно. Добро, например од што би зависело тоа Иако тие се искрено пациентите не доаѓаат на своја рака. Посебно е да речеме за одредени терапии како што се херцептин или фезго или не знам што ги примат во зависност од дали има некои метастази или нема метастази, тие се повикани да дојдат дека терапијата е достапна. И тие нели денеска се повикани за утре дента да пристапат и да ја примат терапијата. Пристигнуваат на самата, значи за ова има докази од пациентките кои што имаат нели сепак упути на кои што стои дека се презакажани за следен пат. Тие пристигнуваат, не е достапна терапијата. Сепак таа терапија е херцептинот, колку јас што имам информации, се прима на 21 ден, тоа е инјекција. Да, и која што е задолжителна. Потребна е. Што се случува, например, на еден пациент ако не ја прими редовно терапијата? Еве имаме повеќе пациенти кои што се резултатот на крај се резултира со метастази. Имаме пациентка од C50 завршува со метастази на белодробно крило заради тоа што не е запазен протоколот на лечење. Значи се остава простор, вакуум простор на
тие клетки останати, да речеме, клетки останати во телото да делуваат, да направат проблем на друго место. Никој не го посакува тоа. Да, болеста е таква, нормално дека никош не се не знае незиниот крајен исход. Тоа Секако, сите сме свесни, но нормално дека клиниката за онкологија е последната искрена надеж за било кој пациент. Последната капка, бидејќи немаме избор, искрена. И знаеме, и од секогаш го зборуваме истото, сите ние нели што комуницираме меѓу себе пациенти кои што сме онколошки, дека самото стапнување на клиниката за онкологија значи дека сме гости таму, тоа ни е втор дом од 5 до 10 години минимум, бидејќи лечењето трае. Тоа не е било која друга клиника каде што доаѓате за месец, 2, 3, 5 и лечењето завршува. Овде сте постојано. Дали сте за преглед, односно се извинувам, контрола, дали сте за терапија, дали сте за било што, морате да се консултирате прво со онкологот. И тоа трае долгорочно. Добро, ако вие треба, нели знаете кога ви е контрола, да идете на лекар. Дали лекарите кои нели ја следат болеста, реагираат кога пациентот нема да се појави на клиниката? Не. Такви им се протоколите или Се сомневам дека е протокол, бидејќи не стигнуваш ти до докторот. Едноставно, самиот лекар, ако не се појави пациентот кај него на преглед или на контрола, не знае нити ја следи понатаму болест. Можеби најкомпетентен за тоа би бил некој од онколозиве да го консултирате, бидејќи ние немаме пристап до тие информации. Меѓутоа, до сега не се покажало за сходно кога некој не се појавил да биде контактиран од страна на онкологот и да биде или од негов нели задолжен сестра медицинска или шалтерски работник, да истиот тој подсети или се информира што се случило со вас, зашто не сте се појавиле на одреден термин. Бидејќи таму се оди мануелно, немаат, јас се сомневам дека имаат некој системско поврзување. Што сум ја посетила клиниката за онкологија и од тоа што го имам видено, значи долу е тотален хаос. Кај што се чекаат за шалтери, за прегледи. По колку чека еден пациент за да влезе кај својот онколог? Искрено јас треба да земам од себе тргнувам, а претпоставувам и со сите е така. Значи мора слободен ден да земете во тој ден, затоа што знаете дека утрото го започнувате таму, а и до ручекот завршувате. До 15 часот, до 14 часот ќе завршите. Клучно, нели, во текот на целото лекување се испитувањата кои мора да ги правите сите вие онколошки пациенти со оглед на тоа да видите редовни прегледи, дали болеста или не дај Боже се повторила. Ево ремисија или не. Ево ремисија, да кои се твоите, да речеме, исто предизвици во однос на нели петскен, компјутерска томографија, дали се чека, по колку време се чека? Недостапност на термините за било каков преглед е еден од клучните проблеми таму. Значи, безредието по ходниците и недостапност на термините е еден од поголемите и клучни проблеми кои што треба да се регулираат. Факт е дека немале ресурси во поглед на медицински кадар или не знам. Меѓутоа, ние пациентите не го заслужуваме тоа. Па да, ама до пред година време функционирал само еден шалтер за закажување на петскен. Сега е сменето тоа. Кој е проблемот? А тек се зголеми. Да, бројките се зголемуваат. Зашто би пациентите закажувале петскен само на еден шалтер? По логика на нештата не знам. Искрено да ви кажам, јас чекам и јас еве. Веќе неколку месеци чекам петскен. Му се радуваме на секој ден како да е последен. Тие реченици се некои кои што нели си ги имаме во главата пациентите. Ние сега, дали ќе се промени нешто? Нас болно ни е тоа што постојано се врти околу финанси. Немаме средства, немаме буџет, немаме све, а ние сме колатерална штета. Повторно ние остануваме без потребните терапии, иако со уставното наше загарантирано право на тој начин се руши, затоа што ние имаме право на лекување и на лечење. Ние сме граѓани на оваа држава, нели? Сите сме под исти кров. Еве, да речеме, во комуникација со сите други пациенти, претпоставувам дека споделиле многу приказни, различни приказни. Дали, еве, очекувате сега со новите случувања и со предистражната постапка, да се смени нешто и нели ако да се дознаат имињата на луѓето кои ја правеле таа криминална шема на онкологија. Значи вака, јас сум дел од една неформална Facebook група Паперутки, каде што се споделуваме, се советуваме, си правиме нели
си се наоѓаме, ние сме сестри по болка, сестри по диагноза. Таму сме буквално од сите возрасти и се споделува се. И сега, ние бевме повикани, односно беа повикани дел од девојките во основното јавно обвинителство, каде што ти дадоа предлог да да дозволат барем 3 од онколошките пациенти избрани рандом, значи не е ние да бидеме, него било кој, да бидат сведоци на текот на таа постапка кој што е и да знаеме, така ќе сме сигурни дека тоа оди транспарентно, дека се оди како што треба. Тие ја прифатија тој наш предлог, го прифатија и со тоа искрено еве кај мене барем влеа надеж дека некои работи можат да функционираат ако сме упорни. Затоа и сме секоја вечер пред основното јавно обвинителство, ние неформална, тоа не е протест, тоа е собир. Едноставно сакаме одговори. Сакаме имиња, презимиња и точно кои лекови, која терапија е дел од истражната постапка. За да немаме ние грижа на совест дека кај нас нешто не е направено како што треба. Сите го имаме истиот момент со грижата на совест. Со стравот, ајде не е грижа на совест, тоа е страв. Имавме бес при самото обелоденување на сетата оваа, ајде да го наречеме криминал, или не е докажано дека е криминал, меѓутоа ќе го наречеме така бидејќи се удира по некој кој што ни Бог не требал да удри. Бидејќи ние немаме право на избор. Значи нас ни е одредена трасата на движење. И ние по тој пат мора да одиме. За да немаме дополнителни стресови, бидејќи веќе стрес, самото лечење е стресно. Мора да си и присебен и нормален, за да го истуркаш сето тоа до крај. Ретко кој е толку. И сега ова ни е добра психа за ова ни е дополнителна болка. Значи јас во моментот кога сето ова се обелодени, почувствував таков бес, гнев. Меѓутоа тогаш настапи и една друга болка, тоа е страв. Дали сум јас дел од тие пациенти на кои што им било скратена дозата за лечење? Дали ја примив комплетно целата хемотерапија соодветно? Еве, вие од прилика гледате нели како се прима таа терапија. Да. Сметате дека можат да постојат манипулации? Сигурно. Затоа што ние, искрено, факт е дека таа терапија се раствара во физиолошки раствор. Сите сме ги виделе, шишенцата се кутивчиња од самите шишенца се физиолошки раствор, 250 мл, оние малите шишенца. Сега, во нив, на секој шишенце стои што има во него. Кој може да гарантира дали има или нема? Да се надеваме дека има, бидејќи јас барем ги имав лично нуспојавите до максимум. Но тука е основното јавно обвинителство кое што сум сигурна, сакам да бидам сигурна, еве, ајде да бидам малку оптимистична, сакам да бидам сигурна дека барем овој дел ќе го истераат до крај, дека ќе бидеме потоа да си продолжиме со лечењето со мирни мисли и да немаме лоши мисли на ум.